Струшката депонија повторно во пламен, стружани се гушат во чад. Жителите загрижени споделуваат фотографии на социјалните мрежи на кои се гледа дека градот е обвиен во чад од депонијата, која гори веќе 9 дена. Апелираат за помош и бараат од надлежните институции да им излезат во пресрети да го решат овој проблем, кој веќе подолго време ги загрижува жителите. Депонијата во Струга гори скоро 10 дена, а стружани се гушат од неподносливиот чад и реа. За сега не вродуваат со плод протестите на граѓаните кои излегуваат на улиците и бараат од надлежните час поскоро депонијата да се изгасне и да се воспостави 24 часовен надзор за повторно да не избувне пожар. Стружани стравуваат дека проблемот со дивата депонија, освен на нивното здравје, негативно ќе се одрази на туристичката сезона која е на прагот и ќе представува удар врз нивниот џеб. Дали редовно плаќате сметки за комунална хигиена? Редовно. Да, редовно. Редовно плаќам, ама не сум задоволен воопште. Нередовно се џубрината се крава, нередовно воопшто не сум задоволен. А редовно си плаќам. Плаќаме. Плаќате? Обавезно плаќаме. Баш кажу деца да им се јако свиѓа град. На моите деца многу им се допаѓа градот, но има многу ѓубре. Има чад, депонијата би требало да се тргне. Да се тргне и да се однесе негде. Депонијата би требало да се тргне и не требаше и тука да е. Немам зборови. Катастрофа. Сите села се долу во чад. Од ВМРО ДПМН не обвинуваат дека владата на СДСМ и нивните коалициски партнери ја покажуваат сета своја неспособност и незаинтересираност за проблемите на граѓаните во Струга. ВМРО ДПМН бара надлежните институции уште денес да почнат со итна дислокација на депонијата која се наоѓа на 100 метри од првите куќи од градот и само на 100 метри од реката Црн Дрим, на километар од Охридското езеро. Секој изгубен ден и час е на штета на граѓаните. Парцијалните и несоодветни решенија кои локалната власт заедно со централната ги превзема не го решаваат проблемот, кој е директна закана по здравјето на сите во градот Струга. Дотолку надлежните институции не отпочнат со целосно решавање на еколошката катастрофа и соодветно дислоцирање на депонијата и деконтаминирање на овој простор, ние ќе превземеме следни чекори. Ке ги искористиме сите демократски и граѓански методи кои ни стојат на располагање, од протести, блокади, па дури и до граѓанска непослушност, бидејќи се работи за нашето здравје и здравјето на нашите деца. Од граѓанската иницијатива Доста е за во среда најавен нов протест со кој ќе побараат депонирањето на отпад на оваа локација да заврши за секогаш. Пожарот во моментот е ставен под контрола, а екипите на теренот продолжуваат со работа за затрупување на целата депонија со земја, да не се случи повторно да се запали некој помал дел.